отпад и понатаму останува главната слика на скопските улици. Особено бодат во очи местата каде стојат контейнерите. Едноставно последните 20 на дена скоро и да нема контейнер во Скопје што не ве дочекува преполн. Прелеано е се околу него. На места дури е претворено и во големи купишта кои наликуваат на мини депонии. Скопје и скопјани ова не го заслужуваат. Дебело плаќаат да не биде ваква сликата на градот. Но надлежните си ја префрлаат топката или пак воопшто не даваат објаснување зошто е ваква состојбата. И ете се чини ѓубрето ќе биде сликата која скопјани ќе ја видат во недела при одењето да гласаат на локалните избори. Градоначалничката Данила Арсовска вака се одјавува од функцијата. Беше една од многуте реакции на граѓаните на социјалните мрежи. Има и реакции дека општинските градоначалници предоцна се потрудија, иако тоа не е нивен дел од работата, да го исчистат она што не го направи јавното предпријатие. За време на кампањата кандидатите за градоначалници ветуваа дека ова веќе нема да се повтори. Ветува и дека за 72 часа се ќе се исчисти, само треба да се седне во градоначалничката фотелја. До тогаш Арсовска има уште време да ја поправи ситуацијата, но и барем малку сликата за тоа како помина нејзиниот мандат. Во недела 474.304 регистрирани гласачи ќе одлучат кој ќе биде иден градоначалник на Скопје. Или барем ќе одберат двајца фаворити кои ќе продолжат борбата уште 2 седмици до вториот круг на изборите, кога дефинитивно ќе биде познат победникот. Овие поминати 20 дена кампања гласачите ги слушнаа 16 претенденти за скопскиот престол, но дали тие слушнаа и разбраа кои се суштинските потреби на скопјани? За жителите на главниот град неопходни се решавањата на проблемите со инфраструктурата и одржувањето на сообраќајните улици, проблемите со јавниот превоз, нефункционалните јавни предпријатија, хигиената и експресното решавање на дивите депонии, обезбедување на паркови и зелени површини. Има уште многу задачи, оти многу работи досега не беа направени како што треба. Скопје во последните 8 години со двајца нефункционални градски лидери назадуваше во секоја сфера од живеењето. Со цел непречено и безбедно спроведување на изборниот процес во недела, МВР соопштува дека презема континуирани мерки и активности во рамки на своите надлежности. Полицијата, согласно направените проценки, ќе бидат присутни во близина на локациите на избирачките места, како и на клучните сообраќајни точки, со цел зголемена ефикасност и навремено откривање на можни нарушувања на јавниот ред и мир. Безбедноста на граѓаните ќе биде гарантирана со стандардните материјално-технички средства, мобилни тимови и пунктовско работење, а ќе се користи и современа технологија, дронови за воздушна контрола со цел побрза реакција и преземање на соодветни мерки и активности во случај на инциденти. Скопското јавно предпријатие Лајка на 18 октомври ќе го одбележи својот роден ден кој е 5-ти поред. Од таму велат дека и во ограничени услови создавале успеси, среќни судбини и вистински промени. Во изминативе години ја трансформиравме Лајка во институција што покажува дека системот може да биде и хуман, транспарентен и посветен на секое живо суштество, посочуваат од предпријатието. Да, постигнати се успеси, но останува фактот дека Скопје е преполно со бездомни куќиња. Има проценки дека се неколку илјади, а постојат сведоштва дека некој организирано и тајно донесува нови куќиња од останатиот дел на Македонија и ги истовара во Скопје. Сето тоа треба да се среди. Треба да се подобри и финансирањето и капацитетите на Лајка. А и зошто не би се изградили и други такви капацитети во останати делови од градот? Само така ќе се реши проблемот и за доброто на скопјани и за доброто на животните. Монографијата Кире Костов, македонски инструменталист, композитор, диригент и педагог, од Снежана Анастасова Чадиковска и Марко Коловски, се промовираше синоќа во книжарницата Литература во Diamond Mall. Станува збор за дело кое содржи околу 250 страници и представува сведоштво за творечкиот опус на еден од наистакнатите македонски композитори Кире Костов. Од неговите први композиции, преку долгогодишната работа во танцовиот оркестар на МРТ, до неговите најпознати песни како Летај галебе, Твоите очи сине, Тајно моја, Кога те нема и многу други, кои представуваат македонско музичко наследство.
Во сабота во Драмскиот театар во Скопје премиерно ќе биде прикажана представата Куршуми над Бродвеј, работена според текст на Вуди Ален и Даглас Мекград, а во режија на Ненад Витанов. Режисерот истакна дека во текстот не е интервенирано ништо, како и дека костимите се автентични. Ова е представа за непринципиелната коалиција меѓу мафијата и уметноста. На сцената се судруваат световите на актерите, авторите, режисерите и гангстерите. Оваа представа е театарски манифест, вели Витанов. Во представата ќе настапат 13 актери од Драмскиот театар и 20 студенти од Факултетот за драмски уметности. Вчера полициски службеници од ЦВР Скопје лишиле од слобода 32 годишник од скопското село Брест, под сомнение за сторено кривично дело согласно член 278 од Кривичниот законник. Имено при преглед на товарно моторно возило Мерцедес со скопски регистарски ознаки била констатирана поголема количина на прехранбени производи и филтри за цигари со неутврдена количина и без соодветна документација. Возачот на возилото е задржан во полициска станица, известен е јавен обвинител, а возилото е одземено за понатамошно испитување. На улицата Индира Ганди во Скопје, синоќа од страна на полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје, по извршен претрес кај 43 годишен скопјанец, биле пронајдени 71 полиетиленска паковка со марихуана. Лицето било лишено од слобода по член 215 од Кривичниот законник и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Денеска цел ден во цела Македонија беше облачно и наместа дождливо, а за попладнево и вечерва се очекуваат пообилни дождови под влијание на влажен воздушен бран кој доаѓа од Медитеранот. Во некои делови од државата ќе наврнат над 20 литри дожд на метар квадратен. Што се однесува до температурите, тие ќе бидат под просекот за овој период од годината и максималните дневни температури ќе се искачуваат во интервалот од 10 до 18 степени. И во Скопје и околината времето ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд со слаб до умерен интензитет, со температура околу 15 степен.